Тргнав да направам нюслетер, меѓутоа поводена од потребата на клиентите и од својата, меѓутоа на крај ми излезе да направам списание. Работам како психолог веќе 12 години. Значи дипломирана сум 2012 година во октомври месец, октомври дипломирав, а декември земав за гешталт советник, паралелно ми беа тие двете. Потоа работам со клиенти индивидуално и во група, во свој простор и онлайн исто за некои кои што, пошто имам клиенти кои што се надвор од Македонија и кои што едноставно подобро да направиш разговор со некој на твој јазик, отколку да, нели, што си на друг јазик, малце поинакво е чувството, поинаква енергијата. Групите кои што ги имам се за личен раст и развој, кои што ми се еден од особено драги и кои што веќе трета година поред заедно со колешка ги правиме. Гешталт е форма на психотерапија, односно холистички пристап на психотерапија кој што ни вели бидете присутни сега и овде. Арт-терапија е форма на психотерапија која што ги користи уметничките материјали, односно добра да ги кажам, во својата пракса. Имав една работилница каде што имаше представување на проблем, решавање на проблем преку лавиринт. Го представуваш проблемот во вид на лавиринт. Прво го црташ, значи го разглабаш на 6 дела, па го црташ и на крајта правиш движење. За секој дел имаш посебно движење. И откако ќе го направиш движењето на секој дел заедно, всушност тука ја гледаш трансформацијата и го гледаш лечението. Некако после сите тие мои години на искуство на работа со клиенти, на работа со, значи, индивидуално и групно, целата тоа, може да кажам, богатство кое што го имам стекнато, затоа што за мене клиентите ми се богатство. И едноставно, како растеа тие, растев и јас, без разлика каков процес да е, дали е тоа индивидуален или групен процес, растеш со нив. И дојдов никако до идеја, видов дека има едноставно потреба и од нивна страна, кој што ми имаат вака индиректно кажано, меѓутоа најпрво од моја страна, моја потреба, да има нешто што би можело да биде едукација достапна за сите. Едукација која што психоедукација која што ќе би била дадена, значи би се пишувало од страна на обучени професионалци од областа на психологија и психотерапија кои што тоа го работат. Тргнав да направам нюслетер, меѓутоа поводена од потребата на клиентите и од својата, меѓутоа на крај ми излезе да направам списание. Списанието искрено се изненадив и ја кога видов дека е скоро 60 на страни. Не се надевав дека ќе биде толку многу. Тргнав да вадам текстови кои што сум ги пишувала во текот на моето студирање, во текот на мојата едукација, кои што сум ги собирала, бидејќи навистина многу си ја сакам психологијата, уживам во нејза. Ми има помогнато во многу наврати, во многу начини, на многу начини. И решив, ајде да дадам нешто, некако си придонесо и кон општеството, затоа што навистина во последно време сме многу заситени од секакви информации за психологија од сите страни, докажани, недокажани, дори не знам, објаснати, недообјаснати, настанува таква забуна каде што веќе менталното здравје оди во не се сваќа сериозно. И тоа навистина на еден начин ми пречи, бидејќи колку е важно физичкото, толку е важно и психичкото. Не за џабе кога ќе отидеш на лекар и ќе ти кажат на нервна база ти е и ќе те остават, као намали го стресот. Океј, како да го намалам? Па не знам намали. Ајде да видиме како можеме да го намалиме тој стрес. Кој што ни е број еден, нели, непријател во денешницава, кој што за се живо и диво знаеме да си направиме стрес. Идејава за списаниево, каде што би било достапно и бесплатно за сите, некако ми се виде можна, сега за сега е само во дигитално издание, бидејќи не сме во можност да го издадеме во печатена форма. Се надевам дека ќе го види некогаш печатењето, ќе биде испечатено.
многу беше добро чувството кога го завршив. Иако го завршив првите неколку страни, 20 на првите 4 статии ги напишав буквално за рок од еден ден, мислам дека беше. Онака седнав, истите тие што сум ги имала, чека ова може. Океј, ќе ги напишав и толку застанав. Вика ми сега што? Почнав да читам понатаму, да видам дали листам до каде сум и што сум и додав на идеја да го направам секој број да биде приказна само за себе. Првиот број да почнам со креативноста, малце да биде опуштачки, подостапно, да разбереме некои работи. Вториот број некако сега кој што се спрема ми е за што се тоа психички состојби, што се тоа однесување, што се тоа дијагнози и така натаму, малце да влеземе подлабоко, да ги разглабиме која што е, бидејќи многу често слушам јас имам биполар, јас имам анксиозност, јас имам депресија, јас имам шизофренија и така натаму, значи навистина малку да разграничиме кој што има и зошто има, да видиме малку од оној другиот аспект, на поедноставен, поразбирлив начин, да ги доближиме малце тие ментални болести до луѓето. Кој си како се, веќе третиот дел би бил за психотерапија, каде што ќе објасниме за правците кои правци постојат во психотерапија, кој правец е за мене, кој на мене би ми помогнал, иако не е ништо, значи да пробаш и неколку правци, бидејќи искрено ако не се пронајдеш во гешталт, нема зошто да тераш со гешталт. Не ти е добро, нема зошто да се форсираш. Тука едноставно одиш на друг правец кој што тебе ќе ти одговара. И овој број, имам исто во секој број замислено да ви имам по едно психоинтервју, така го имам крстено, со некој психолог, психотерапевт надвор од Македонија. И од тука, значи има еден од овде, еден од таму. Од друга страна, во списанието, значи, имаме, како што кажав, ова првото е за креативноста, што е како е со психологија, што е идентитет, што е имунитет, бидејќи е важен имунитетот, го забораваме психоимунитетот многу. Имаме на крај вежба за себе спознавање, кои што можат самите да се изработат тие што ќе го читаат и доколку заглават или му отворат некој процес вежбата, значи слободно пишува долу со црвени букви огромни, ве молиме обратете се кај вашиот психолог и психотерапевт, бидејќи некои процеси се отвараат, ама не се затвараат. Сите се отвараат, ама не се затвараат сами. Ме радува фактот што за неполна недела, можеби не е кој знае колку голем успех, меѓутоа пристигна 1000 мејлови кои што сакаат да го преземат списанието. Списанието е предвидено да излегува секој месец, последниот ден од месецот. Без разлика дали е 30 или 31, меѓутоа последниот ден од месецот ќе го имаат на своите мејл адреси. Значи го има на македонски, на англиски, кој што е испратено до Европска федерација на арт-терапевти, испратено е до Европска асоциација на гешталт-терапевти, кој што би бил надвор од Македонија, значи не само овде. Некако добив, за ова ќе звучи малце као фалење, меѓутоа пофални зборови од надвор, дека навистина е нешто што има потреба од тоа и надвор од Македонија и дека е убаво што се еден вид темна вмрежување и запознавање со наши колеги од страна и со наши овде. Меѓутоа и ширење на целата таа свесност за тоа што е психотерапија и зошто навистина е важна и дека не е повеќе ни срамно, ни штетно, ни да појдеш на психотерапевт, да појдеш на разговор, бидејќи навистина имаме потреба од запознавање на себе си, бидејќи целиот овој наш начин, брз на живот кој што самиот живот ни налага, се губиме низ тие лавиринти. И едноставно, доколку се чувствувате дека им заглавен, имате потреба и така натаму, сепак сме суштество кои што се водат од своите потреби, меѓутоа ги забораваме на моменти, ги тргаме на страна. Убаво е да посетите психолог, психотерапевт и така натаму за да се спознаете и да си решите дел од вашите проблеми.